Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Неделавана тема – новите правила за влез во Шенген зоната. Европската комисија предложи дополнителна проверка на сите оние што сакаат да влезат во земјите од Шенген зоната. Тоа, според најавите, е со цел подобрување на безбедноста во Европската Унија. Брисел се надева дека системот, откако ќе биде одобрен, би можело да профункционира во почетокот на идната деценија. Европската комисија деновиве објави предлог според кој милиони странски туристи и бизнисмени на кои и онака не им треба виза за да посетат Европската Унија, ќе мора да пополнат онлайн проверка која чини 5 евра пред да стигнат во Унијата. Со системот ќе се проверуваат личните податоци и местото на престојот пред влегувањето во Унијата. По нападите од милитантите на Исламската држава во Франција и Белгија и хаотичното масовно пристигнување мигранти и бегалци, првиот подпредседател на Европската комисија, Франс Тимерманс, изјави дека контролата ќе ги затвори дупките на границите за милитантите, криминалците и илегалните мигранти. It's about protecting our international external borders and internal security and to make sure that we can effectively spot visa-exempt travelers with risks of irregular migration security. Наречен Европски систем за информации за патување и овластување, овој систем ја покажува и европската загриженост околу плановите за проширување на безвизниот режим и за граѓаните на двете големи соседни земји на Унијата, Украина и Турција. Тој ќе се применува и за граѓаните на земјите од Балканот. Исто како и американскиот систем на проверка, овој систем ќе се однесува за жителите на околу 60 земји во светот на кои им се потребни визи за влез во Унијата. Според Тимерманс, системот е ефективна и ефтина алтернатива за актуелните визи. Travelers from visa-exempt third countries can do it at home, online. It will be cheap, €5, easy and last for 5 years. Системот сега треба да биде одобрен од владите на земјите членки и од Европскиот парламент. Тој ќе биде самофинансиран преку плаќање за барањата. Европската комисија проценува дека трошоците за воспоставување на системот ќе бидат околу 200 милиони евра, додека годишните трошоци за негово одржување скоро 85 милиони евра. Официјални представници на Европската Унија се надеваат дека системот, откако ќе биде одобрен, би можело да профункционира во почетокот на идната деценија. Американската онлайн проверка е валидна 2 години и чини $14. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонските граѓани главно ја оправдуваат одлуката на Европската комисија за дополнителна контрола на влезот на патници, наведувајќи дека Европската Унија има право да си ја штити сигурноста на нејзините граѓани со оглед на новите закани. Според нив, добро е тоа што се прави по електронски пат и оти цената е релативно мала. Новиот посложен европски систем за влез во Шенген зоната нема ниту да ги затвори вратите на Европската Унија, ниту да ги запре патниците од Македонија и натаму да ги користат бенефициите од безвизниот режим. Електронското регистрирање кој ќе чини 5 евра еднаш на 5 години нема да биде ниту товар, ниту проблем за македонските граѓани и натаму да патуваат во Европа. Не, сметам дека тој што наумил да замине, ќе замине без оглед на тие нивни воведувања. Аплицирањето е едноставно преку електронски се аплицира, брзо ќе оди, 5 евро не е кој знае колку, а тоа е еднаш у 5 години, така да не е голем издаток. Така мислам јас. Не знам, мислам дека нема, за младите нема. Младите сакаат да бегаат од тука, така да ако треба ќе чекат и по месец да добијат виза. Тоа не е единствен начин. Не знам, а за нас повозрастните тие апликации сигурно ќе бидат поусложени. Тешко дека некој од овие ќе би се снашал. Со овој систем ќе бидат опфатени сите туристи и бизнисмени на кои за влез во Унијата им е потребен само важечки пасош, но не и виза. Чекањето дозвола за влез во Унијата нема да трае повеќе од 10 минути, ветија европските службеници.
Граѓаните во Македонија ја оправдуваат потребата на Европската Унија да ги зајакне безбедносните протоколи за луѓето кои влегуваат во Шенген зоната. Едноставно може и Европа се штити од самите нас во некој момент, заради тоа што гледаме случувања што се случуваат со Бугарија, Романија и така натаму, значи ги преплавуваме сите европски земји, едноставно сите за поголема екзистенција, што не е спорно и кај нас. Нагло се земаа бугарски пасоши пред се, само да се излези во Европа. Ја мислам дека е оправдано. Меѓутоа, нашата држава треба да си ги следи работите кај ни. Иначе секоја држава се бране. Они се бранат од терористички напади, тие работи, затоа се мора да го уведат овоа. Сигурно се некој инструмент за заштита на Унијата од непожелни личности, да ги кажеме така. Во изминативе 7 години, македонските граѓани честопати ја користеа можноста во Европа да патуваат без визи. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.